Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! За знаев да не биде муабетот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич, а наш денешен гостин е пратеникот Миле Левков. Добар ден, господине Левков. Добар ден, благодарам за поканата. Голем поздрав до слушателите. Се надевам ќе имаме интересна емисија. Вака некако последниот период кулминира политичката криза во држава. Вие денеска Вие истовремено сте и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Денеска имате седница. Се очекуваат понатамошните чекори на делување на партијата. Што можеме да очекуваме? Онака како што најавивме, вие рековте дека кулминира политичката криза, меѓутоа Македонија е држава која што со ваква ненародна власт гледате дека е во една континуирана криза. Имаме пораз практично на сите полиња и време е да побараме и еве тоа активно го правиме през времени парламентарни избори, затоа што имаме на власт една нелегитимна власт со премиерот кој што практично државата и не го познава. Започнавме со она што го нарековме активна блокада во собрание. Председателот на партијата за вечерва најави дека ќе имаме и други два чекори кои што ќе бидат комплементарни на акциите кои што ги преземаме во собрание. За почеток можеме да констатираме дека барем ако ништо друго го привлековме вниманието на јавноста со она што го видовте како активна блокада во собранието, практично со 44 транспарентни и со 37 јавувања за измени и дополнување на дневниот ред. Го видовме целото грдо лице на оваа власт, видовме безброј деловнички прекршувања, видовме еден понижувачки однос и кон пратениците на опозицијата и кон вработени во собранието, а тоа понижување не е понижување за пратеници, тоа понижување за македонскиот народ, тоа понижување за народот токму од таму од каде што се црпи легитимноста и суверенитетот на било која држава. Од таа страна сметаме дека тоа не е дозволиво, меѓутоа и ништо друго не може да се очекува кога имате една ваква ненародна власт. Не можете да имате премиер кога државата не го познава, кој не излегол на избори и сега замислете тој е одговорен да се трошат огромни пари, огромни суми, буџетски пари, народни пари практично за сервисирање на кризите во кои што тие сами не доведоа и при тоа гледате дека секогаш се повикуваат на некои надворешни фактори. Ако внимателно ги проследите сите изјави на политичарите од власта, без разлика дали станува збор за министри, дали станува збор за нивни пратеници или истакнати високи политичари, тие секогаш се повикуваат на екзогени фактори, се повикуваат на корона кризата како надворешен фактор, се повикуваат на војната во Украина целосно, занимарувајќи ги она што во економијата се вели ендогени внатрешни фактори, а при тоа секогаш кога се трошат буџетските пари се трошат токму за таа цел, за да се влијае на внатрешните фактори. И сега ќе видите дека во Македонија веќе имаме двоцифрена инфлација, што практично значи дека парите кои што ги добиваат и работниците, парите со кои што располагаат во веќе најсиромашната држава во Европа, секој ден ја губат својата вредност и граѓаните секој ден живеат се посиромашно. Не можете да очекувате еден премиер кој што има помал, видовме од анкетите, замислете има помала процентна доверба од инфлацијата. Кога имате премиер кој што има помал процентна доверба, 8% доверба за Ковачевски и процентна инфлација од 10,5 до 11%, јасно е дека она што треба да се направи се предвремени парламентарни избори. Како што рековме, со првиот чекор го навлековме вниманието на собранието, затоа што мора да ви кажам дека многу штетни закони беа дојдени, поминаа токму во собрание без да имаме доволно јасна слика што се случуваше во собрание, без да имаме доволно медиумско време за сите наши дискусии, за се она што го говоревме и погледнете ги само примерите. Ако се вратиме на буџетот кој што се донесуваше за 2022, ние уште во декември зборувавме дека во буџетот не се предвидени средства, не се предвидени пари за енергетската криза. Тие
практично не беа поделени поставки, постоја само во ковид пакетите, собранието немаше увид каде ќе се трошат, затоа што тие се трошат со одлуката за кризна состојба во која што се наоѓа Македонија. Практично министерот за економија и владата дискреционо одлучува каде ќе се трошат, и еве до денеска потрошија 200 милиони. Ние кога зборувавме дека има непродуктивни трошења, тие ни убедуваат дека ово е развоен буџет и дека сите непродуктивни трошења се скратени. За сега парадоксално да го гледам истиот тој, би рекол, анонимен премиер Ковачевски, како еден од неговите последни PR маневри беше дека ќе крател 100 милиони непродуктивни трошоци во буџетот. А кога ние велевме дека има непродуктивни трошоци во буџетот и непродуктивни трошења пред неколку месеци, тие ни убедуваат дека тоа не е вистина. Затоа од вечерва ќе излеземе и со новите чекори, сите се со една единствена цел: предвремени парламентарни избори. И уште еднаш за јавноста ќе споменам, ВМРО-ДПМН не бара да дојде на власт, не бара прекројување, не бара ново парламентарно мнозинство за да дојде на власт. Единствено што бараме нови парламентарни избори, да излеземе пред граѓаните со нашите ставови, политики, со она што планираме да биде направено, да ги дадеме нашите решенија за излез од кризата. Нека одберат граѓаните, за да таа нова влада со нов, чист и силен и легитимитет да појде и конечно создаде една поубава држава за живење и конечно да можеме да добиеме и поквалитетно здравство и поквалитетно образование и конечно да ја средиме економијата и овој, би рекол, невиден грабеж кој што ни се случува во Македонија. Активната блокада во собранието вроди се некакви резултати. Вие 2 дена го блокиравте до донесувањето на дневниот ред. Меѓутоа имаше еден ексцес, еден инцидент од спикерот Талат Џафери, кој што се коментира во јавноста на големо. Дали ќе барате вие одговорност од него? Ставот на вашата политичка партија е дека ако падне Талат Џафери ќе падне цела влада. Така и целата јавност виде што се случи. Ние практично најавивме блокадата дека ќе започне од 10 овој месец. Се случи тоа на седниците. Меѓутоа, ако погледнете што се случуваше во собрание, можете да видите дека уште на 9 вечерта на законодавно-правната комисија, кога стануваше збор за едно автентично толкување, кој исто така власта сакаше да го скрие од јавноста, во кое автентично толкување свое мислење за законот за игри на среќа беше дал Артан Груби. Замислете мислење кое доаѓа во собранието на Република Македонија, кое што единствено е надлежно да даде автентично толкување, и се потпишал Груби, го нема никаде Ковачевски. А таквото толкување на членот 7 став 3 од законот за игри на среќа практично може да значи да замени донесување на еден цел нов закон за игри на среќа, со кој владата практично или ДУИ се обидуваат одлуката односно она што е предвидено со законот, а тоа е во ставот 2, дека државата треба да има исклучив монопол кога станува збор за организирање на игри на среќа. Тие сакаат со мали модификации на тоа законско решение да го прошират бројот на фирми и компании кои што ќе се занимаваат. Така ќе ве потсетам, државната лотарија е една од трите најуспешни државно поседувани фирми во 17 најуспешни компании во државата. Значи, се она што остана да биде доходовно или профитабилно, власта секогаш ќе го земе на нишан и ќе најде начин како да истица дел од парите, дел од колачот. А веќе знаеме дека Груби е поврзан со многу скандали, со многу контроверзи кога станува збор за именување на членови на управен и надзорен одбор во токму во тоа предпријатие. Сега, зошто се вратив? Затоа што мораме да направиме еден хронолошки тек. Започна седницата на 10 во која што јас ќе ви кажам уште еднаш, имавме предлог закони за измени и дополнување на неколку закони кои што спикерот Џафери неоправдано не ги стави на дневен ред. Патем не дозволи ниту да се гласа за истите, иако според членот 70 од деловникот имаме право пред започнување на седницата да бараме измени и дополнување на дневниот ред. Тој го толкуваше тоа еднострано, велејќи дека пријавувањето пред почетокот на седницата било само за членот 77 од деловникот, со кој практично барате измена, односно пермутација или изменување на редоследот на точките, кои што веќе самиот тој ги поставил на седницата. И замислете, тоа е едно огромно понижување за народните представници. Јас, на пример, заедно со колегите пратеници, со голем удел во тоа имаше и председателот на социјалистичка колегата Љупчо Димовски,
во кој што се предлагаат закони за измени и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој и за стокови резерви, со кој оризо треба да биде стратешка култура и практично агенцијата за стокови резерви да работи со неа. Истиот како предлог го дадов од говорница, ниту добив 10 минути време да го елаборирам, иако е потребно 10 минути, затоа што секој предлог закон си содржи одредена структура. Тоа е вовед, цели, усогласено со друга регулатива. Замислете, на крајот на говорот од 3 минути, покрај тоа што ви го скратуваат времето, спикерот ќе каже пратеникот нема никаков предлог за пленумот. Тоа е едно огромно понижување. Тоа понижување продолжи и во наредниот ден. Ќе ве потсетам на еден момент кога збор зеде колегата Фадил Зендели и сакавме да се пријавиме за реплика. Се пријавивме 32 од колегите за реплики. Во тој момент Талат Џафери, тоа го има на снимки. Зошто ви ги потенцирам овие моменти? Затоа што моментот со навредите стана многу популарен, овие помалку беа забележани во јавноста, меѓутоа и овие се исто толку значајни, исто толку контроверзни. И тогаш тој рече, заклучете ја вратата во салата да утврдиме колков број на пратеници се јавиле за реплика. Ако го погледнете деловникот, ќе видите дека секој пратеник има право да се јави за реплика се додека не почне со говорот првиот репликант. Сега, тој момент од заклучувањето на вратите кога завршува колегата Фадил Зендели до прејавувањето на првиот репликант е време во кое што замислете, вие може би сте сакале да му реплицирате, меѓутоа спикерот ја заклучил вратата и бара од службите да не пушти никој во собрание. Едноставно, агендата на СДСМ и насилно да се прекрши она што ние го најавивме како активна блокада, во кој што ќе повторам со демократски мерки кои што ни ги дозволува деловникот. Тоа бе едноставни јавување за збор за измена и дополнување на дневниот ред и секој од говорниците беше со цел да укаже на некој недостаток во процедурата, меѓутоа тој тргна насила за да ја спроведе таа агенда и на тој начин влезе во безброј грешки, во безброј престапи, од кои што еден од нив кога почна да ги навредува службите стана вирален, јавноста се увери како се работи во собрание и патеми како не треба да се работи во собрание. Ние повикавме дека треба да се бара одговорност, меѓутоа целта поради која ние го спроведуваме активната блокада останува предвремени избори. Не сакам никој да помисли во државата или да се направи погрешен впечаток дека целта за активната блокада или она што ќе продолжи е промена на Талат Џафери. Напротив, ние не бараме во дадениот момент, ќе повторам уште еднаш, промена на власта со прекројување на мнозинство или слично. Бараме да се собере собранието, да се собере 61 глас со преговори за што поскоро да се оди на предвремени парламентарни избори. Оно што сметаме дека треба да го направи Талат Џафери е да си даде оставка од етички и од морални причини, затоа што ако погледнете етичкиот кодекс кој што и самиот тој го има донесено, ќе видите дека тој прави грубо прекршување на самиот етички кодекс, меѓутоа она што се случува со Талат Џафери не смее да го оттргне вниманието од она што е клучно, а тоа е дека Ковачевски и владата на Ковачевски се нелегитимна влада и треба што поскоро да си одат од власт со организирање на предвремени парламентарни избори. Очекувате ли да дојде до тоа? Еве, ако земеме предвид дека последните анкети на јавно мислење, еве, вклучително и последната од Ипсос, каде што ВМРО има 22% и СДСМ има 12,9%. Никогаш во македонската историја опозицијата немала толкава предност пред власта. Нормално е, знаат дека ќе загубат на избори. Колку очекувате дека ќе распише? Значи, она како што реков на почетокот, имаме пример кој што има и двојно помал, би рекол, углед на анкетите од оној кој што го има неговата политичка партија и наместо тој да додава на кредибилитетот или на угледот на политичката партија, гледаме дека Ковачевски го црпи и она малку углед и она малку лојалност што останала кај нивните членови. Сметам дека сите во СДСМ знаат дека со одложување на изборите и со оние тези на Ковачевски дека изборите ќе бидат редовни 2024, губат само тие. На нив не и останува ништо друго освен и така урнисаниот рейтинг да го губат дополнително секој ден. Меѓутоа, од она што го гледам и во собрание, што го сведочи и јавноста, сметам дека
И Ковачевски за жал спаѓа во категоријата на киднапирани, исто како што еден пратеник исчезна па објаснуваше дека срцето му е во Брисел. Имаме многу слична ситуација и со премиерот Ковачевски, кој што стана премиер како резултат на коалицијските пазарења. И секогаш кога имате коалицијски пазарења, тоа може би јавноста да го сваќа дека губи партијата која што коалицира, напротив, тогаш најголеми губитници се граѓаните и најголем губитник е токму оној кој што седи на фотелјата благодарејќи на тие пазарења. Тоа во дадениот случај е Ковачевски. Гледаме дека нема ниту кредибилитет, ниту има моќ, ниту волја да и се спротистави на оние практично кои што го доведоа и кои што предизвикаа да седне заробен помеѓу желбата колку толку да си го задржи рейтингот или угледот кој што практично и не постои, и желбата да остане во фотелја. Тие двете се комплементарни затоа што смета дека седењето во премиерската фотелја ќе му помогне на неговиот рейтинг. Сосем спротивно, тие го губат својот рейтинг секојдневно. Јас верувам дека ако се прашат и обичните членови на СДСМ, и тие сакаат што поскоро да се оди на избори, затоа што ова што го прават нивните функционери и нивната елита оди за жал на штета на сите граѓани. Тие не се исклучени, затоа што двоцифрената инфлација верувајте и штети на сите во државата. Вие ако припаѓате на одредена политичка партија, еве ако таа политичка партија е на власт, не значи дека вие не сте погодени од она што се случува во здравството, она што се случува во економијата, она што не се случува со инфлацијата. Вие практично станувате посиромашен секој ден, а со оваа стапка на задолжување, практично и вашите деца и внуци стануваат заробеници на државата, онака како што ние сме заробени во моментот. Во моментот можеби сме заробени од една политичка елита, меѓутоа таа политичка елита предизвикува и генерации понатаму да бидат економски заробеници во она што ние го нарекуваме должничко робство во кое што влегуваме. Вака буџетот за оваа година изнесува нешто околу 4,4 милиарди евра. Министерот Бесими постојано потенцира дека наплатата на даноците е во ред. Тој буџет нормално се полни со тие пари. Се поставува прашањето тогаш од каде е потребата за нови пари. Најавено е задолжување, преговараме со ММФ некаде околу 900 милиони евра. Министерот Бесими за финансии Бесими повторно најави евро врзница, ако се реализира и таа околу 500-600 милиони евра, доаѓаме до сума од 1,5 милиарда евра. Тоа е речиси 35-40% од буџетот. Вие, не само вие, јавноста се сеќава во време на една претходна власт, кога задолжувањето беше далеку под 50% од бруто домашниот производ, каква фама и паника се креваше во јавноста дека влегуваме во задолжување кое што не може да биде исплатено со генерации. Сега доаѓаме до границата од 65% долг од бруто во однос со бруто домашниот производ. За оваа година требаше да имаме буџетски дефицит, практично буџетска дупка од 550 милиони. Гледаме дека тоа се надминува во голема мера. Онака како што рековте, се најави задолжување од 900 милиони. Дополнително ќе ве потсетам дека истите тие најавија задолжување во ЕБОР, Европска банка за обнова, 100 милиони задолжување за сервисирање на ЕСМ, на електростопанство на Македонија, еве 1 милиарда. Според последните изјави на високи представници од владата на Ковачевски е дека ова задолжување нема да биде доволно, значи ќе се уди со евроврзница, онака како што рековте, уште 1,5 милиарди задолжување, 1,5 милиарди се 1500 милиони евра кои што без никаква идеја се трошат во Македонија, практично се разграбуваат народни пари. Она што ќе не остане, како што реков, е должничко робство кое што ќе треба да го плаќаме со генерации. Воопшто не се размислува за развојниот потенцијал, затоа што задолжувањето од една страна е опасност затоа што ќе треба да плаќаме камати и ќе треба истите пари да бидат враќани со генерации. Меѓутоа, другата опасност е дека се намалува потенцијалот за маневар или за планирање на некои
идни политики или мерки за избавување од оваа ситуација во која што се наоѓаме. И како што веќе реков, тие секогаш се повикуваат на надворешни фактори, секогаш разговараат за надворешните фактори, не ги гледаат внатрешните фактори. Огромен број на фирми и компании гледате дека ја изгубија битката со економијата. 6995 компании минатата година затвориле. Оваа година бројките се некаде до половина, до крајот на годината гледаме дека со бројот на затворени фирми ќе ја повториме 2021 и тоа практично ви кажува дека предприемачите ја губат трката со економијата. Потрошувачите ја губат трката со цените, вработените и нивните плати исто така ја губат трката со цените, луѓето кои што имаат проблем или здравствен проблем ја губат трката со здравството. Практично видовме дека луѓе кои отишле да се лечат, кои што побарале помош, живи изгорија и никој до денеска во обвинителството не најде за сходно да подигне соодветни обвиненија, ниту да ги повика оние кои што треба. И ако погледнете, ќе видите дека на секое поле во Македонија, за жал, бележиме само порази. Не знам од каде е желбата да се остане во фотеле на владата на Ковачевски, која што видовте на кој начин дојде на власт, и не знам зошто е толку голем стравот од предвремени парламентарни избори, затоа што единствено тоа и отворен разговор кои методи, кои начини треба да се употребат за да се излезе од оваа криза се единствениот начин, уште еднаш ќе кажам, да започнеме да градиме конзистентни политики со кои што ќе се создадат услови да излеземе од кризата, затоа што сето она што го прави власта, еве само ќе ве потсетам, сите закони од образование за кои што долго зборевме дека на Мила Царовска дека се избрзани, дека не се доволно квалитетни, а патем ќе потсетам дека за нив и земавме заеми во собрание за да се спроведат реформите во основното образование. Со доаѓањето на новиот министер, сите закони во образование беа повлечени од собраниска процедура, практично укажува дека во Македонија немаме континуитет на законите. Ковачевски го видовте во изјавата дадена од приле, барем јас тоа го забележав, кога го прашуваа за активната блокада во собрание, се впушташе со недолични коментари и велеше дека собранието не било супермаркет, не можел некој да одлучува кој закон ќе помине, а кој нема да помине, а впрочем тоа е работата на собранието. Ние треба да одлучиме кој, затоа што правно-творечката дејност на законот, односно правно-креаторската создавањето на правото е токму во собрание, не завршува во влада кога го предлагате законот, тој доаѓа во собрание и овде започнува правно-творечкиот процес. Тој кажа дека не можел некој во собрание да одлучува дали ќе помине или нема да помине. Замислите каква изјава. За после 120 секунди, практично 2 или 3 минути од изјавата, кога друг новинар ќе го праша за испадите на спикерот Џафери, тој да направи јасна дистинкција помеѓу властите и да каже законодавната власт е посебна власт во собранието е дел од законодавната власт, тоа е посебна власт и не би сакал да се мешам. Тогаш како за едно прашање кога станува збор за законите објаснува и ќе ве сведе на супермаркет, односно нема да се штеди да навреди, а кога станува збор за испадите на спикерот, во тој случај тој се оградува, дури видовме аналитичари кои што го правдаат дека не требало да го прашуваат Ковачевски за настаните во собранието, затоа што тоа била посебна власт. Во ред, јас ги поддржувам таквите аналитичари, меѓутоа секогаш во наредна прилика кога Ковачевски ќе се обиде да ги навреди пратениците од опозицијата затоа што сме имале определен став, тие истите аналитичари и тие истите мегафони нека ги дадат истите изјави дека премиерот не смее да се меша во работата на законодавната власт, затоа што не можете да имате различни ставови од минута во минута, меѓутоа тоа само укажува дека станува збор за заробен човек. Еве, говоревме за тоа за ново задолжување од 1,5 милиарда. Меѓутоа тука да не забораваме изградбата на новиот клинички центар кој што требаше да биде во општина Ѓорче Петров. Чинам дека и тој заем беше околу 500 милиони евра, кај вас е во собрание тој закон. За денеска министерот за здравство да каже дека во игра се 3 локации. Таа во Ѓорче, Касарна и Линтен и уште една локација која што не ја каже. Зошто пак се враќаме на почеток? Еве најавено е повлекување на законот, тоа вие што го баравте со години.
така е, кога стигна законот во собрание 500 милиони евра, ние излеговме за јавноста како ВМРО ДПМН и укажавме дека станува збор за градење на еден објект без практична документација, имаме само едно идејно решение и со законот кој што власта во тоа време Венко Филипче го беше доставил до собрание, практично не се одвојуваа средства, во тоа законско решение немате предвидено средства, единствено се суспендираат 4 други закони. Односно, се суспендира врската да го почитувате законот за јавни набавки, без тендер, практично министерот може во 4 очи да склучува такви договори, се суспендираат одредби од законот за градење, од законот за урбанистичко планирање, значи се прави една ситуација во кој за изградба на клиничкиот центар нема да важат еден сет на закони, целосно самоволие за да се потрошат 500 милиони евра. Ние сметаме дека тоа е огромна сума и во тој момент му порачавме на Венко Филипче, ако сметате дека навистина сте чисти, еве, испочитувајте ги и законот за градење, и законот за урбанистичко планирање, и законот за јавни набавки, распишете тендери, направете го клиничкиот центар, ние воопшто не ги спречуваме ни во таа намера. Меѓутоа, со закон да барате да се суспендираат 4 други закони за своеволно да се потрошат 500 милиони евра, ќе ве подсетам дека такви клинички центри во нашето окружување, еве во Србија, се изведува и се реализира за 200 или 220 милиони евра. Многу слични на она решение, нели, со кое што парадираше Венко Филипче. Тогаш ти обвинува дека она што сме окажувале не е точно, еве една потврда, Беким Сали сега вели дека не му е потребен закон за да започне да гради клинички центар. Меѓутоа, овде се враќаме повторно каде ќе биде локацијата. Сметам дека во моментот можеби нема доволно пари и повторно се влегува во едно замајување на јавноста, советување на вакви велелепни проекти, кои што, еве ќе ве подсетам, 5-та година на власт, тие ниту ги отпочнале, ниту ги започнале, ниту пак имаат, освен вакви медиумски најави, ниту пак имаат сериозни чекори направени во насока за да ги реализираат. А кога станува збор за законите во собрание, некој можеби од слушателите ќе рече зошто во собрание да се мешаат или коментираат вакви решенија. Само ќе ви дадам еден пример. За да се изградат модуларните болници во Република Македонија, ние го во собрание власта предложи и беше изменет законот за градење, со кој практично се дозволи без со измена на законското решение, без дозвола да се поставуваат вакви модуларни болници. Во тој момент ние како опозиција и на комисија реагиравме дека тоа не е најсредно решение, дека не треба да се трошат народни пари, да се нарачуваат од висок функционер, тие чинам беа купени од Брако, и обвинувавме како веднаш експресно се наоѓаа пари за да му бидат исплатени. Во договори во 4 очи. Тој воопшто ниту чекаше за тие пари, веднаш беа изградени. Ние велевме дека болниците во Македонија така се во руинирана состојба, дајте тие пари да ги потрошиме, да се одветна анализа, да бидат реконструирани болнички оделенија кои што недоволно се искористуваат. Власта во тоа време поткрена паника, ги направи овие модуларни болници. За жал видовме 14 луѓе кои што бараа помош како завршија во Тетово, другите експресно беа испразнети, гледате дека стојат сега како споменици пред болниците. Болниците и дополнително ни се уништени затоа што парите наместо да се трошеа за реконструкција се потрошија за опремување на бараки, практично во кои што видовме и ние тогаш обвинувавме граѓаните, ќе ги лечиме со спартанска медицина, и токму тоа ни се случи и во Тетово. Затоа пак ќе ве навратам. Може би требаше и порано да се случи оваа блокада, може би требаше токму и тој закон за градење да се блокира на ваков начин за да не се изградат тие модуларни болници. Меѓутоа тогаш се сеќавате под притисок на јавноста, кога Венко беше херој, кога се правеа стикери, кога имаше кампања "Послушај го Венко", тие несретни решенија, би рекол, беа продавани како огромни изливи на мудрост на министерот кој што се сети дека можеме да се лечеме и во бараки спротивно на сите стандарди, па видовме потресни сведоштва дека креветите, болничките кревети биле пошироки од вратите низ кои што требале да бидат изнесени, и тоа го утврди јавноста, тоа го знаат граѓаните, тоа го знаат роднините на жртвите, а ве гледаме дека обвинителството, тоа се случи чинам на 8 септември, се уште денеска, нова година,
помина една скоро половина година, дојде и 2022, се уште немаме јасни виновници за тоа кои се одговорни. Не се сомневам дека ќе биде одговорен повторно некој службеник, онака како што направија и за пасошите и за личните карти кои што беа фалсификувани и видовте нести во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 9 или 10 кривични пријави за службеници, еден за помагач или поттикнувач, не знам како беше, и го завршија, а ќе ве потсетам дека тој случајот со фалсификуваните пасоши на белосветски криминалци и во извештајот на Европската комисија за Македонија, наместо да се покријат, да се засрамат, тоа што такви скандали завршуваат во извештаите за Европската комисија, уште ќе слушнете дека се било добро, се било нормално, дека имало неселективна правда. Целосно искривување на тези во кои што цехот го плаќаат граѓаните. Последниве години има многу забелешки во тие европски извештаи, вклучително и од извештаите од Американскиот State Department. Некако го плаќаме ли данокот за блокирање на тие евроинтеграции? Мислам дека поголема вина е во држава затоа што не ги спроведуваме реформите што се потребни, не се подобрува животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа, сме закочени сега со соседна Бугарија. Меѓутоа, сепак и поголемиот дел од граѓаните сметаат дека доколку си ги исполниме сите домашни задачи, она што треба вистински да го направиме, да го спроведеме во држава, сега веќе ќе имавме започната преговори. Голема е одговорност на политичарите, на политичката елита, која што сакајќи да ги сокрие своите неспособности, практично и сокрива одредени информации од граѓаните. Например, ако направите истражување за перцепцијата на граѓаните, ако ги погледнете истражувањето од минатите години, во Македонија имаше еден став кој што беше поддржан од огромен број на граѓани, е тоа дека Македонија е спречена да влезе во Европската унија само поради спорот со Грција. И се градеше една перцепција дека ние ги исполнуваме целосно сите стандарди, дека ние сме европска држава и сите практично имавме таа реторика. Секоја политичка елита и беше поедноставно да го симплифицира проблемот и да го објасни како таков, односно дека проблемот е само Грција и ветото на Грција, без притоа да бидеме искрени, да кажеме дека нас не чека еден долг пат и треба да направиме уште многу сериозни реформи. Кога дојде моментот за потпишување на неславниот договор со кој што практично Македонија си го промени името, реакциите на ВМРО-ДПМНЕ беа дека промената на името нема да предизвика Македонија да влезе во Европската унија, односно имавме еден чист и искрен однос кон граѓаните и во тој момент кажавме дека не чека уште еден долг пат, уште многу реформи пред да можеме да влеземе во Европската унија. Во голема мера тогаш од новинарите, можеби од дел од јавноста, бевме обвинети дека немаме став, дека не сакаме да влеземе во Европската унија и така натаму. Посем се она што ни се случи, се промени името, гледаме дека добиваме друго вето. Она што е суштината дека никој не сака една корумпирана држава да влезе во Европската унија. Ние најпрвин треба да расчистиме со корупцијата, а потоа требаше да се влезе во решавање на овие спорови, на овие проблеми кои што ни доведоа и ни донесоа многу поделби внатре во државата. За жал се решија на штета на граѓаните само поради тоа што одредена политичка елита, во случајот мислам на Зоран Заев, Никола Димитров, кој што заминаа во историјата, меѓутоа она што ни го направија останува да го плаќаме ние со генерации, а оваа елита, односно елитата на Ковачевски, дополнително може да ги наруши нашите односи и гледаме дека имаме нетранспарентност кон јавноста кога станува збор за преговорите со Бугарија, а дополнително не заглавуваат кога станува збор за економскиот потенцијал на државата. Значи останува и она малце што не остана од национална гордост да го распродадат и останува економски да не дозаглават, за да не можеме буквално со генерации да ги исплатиме долговите кои што сега тие ги прават. И погледнете во собрание кога разговараме за извештаите на Европската комисија, наместо да бидат индикатори каде се движиме, наместо да ги испочитуваме оние насоки кои што ни се дадени,
Јас ќе ви потсетам само една работа. Веќе во неколку извештаи на Европската комисија се провлекуваат заклучоците на Европската комисија дека треба да бидат уредени законите кои што се однесуваат на запленетиот имот и на Агенцијата за запленет имот. Власта не само што не направи ништо, туку видовме дека практично новинарите дознаваа дека возила на запленети возила се возеле по македонските патишта, купени, препродадени од други, од трети лица, а истиот тој имот требало да биде во собственост на државата, па видовме и кривични пријави како стигнаа за обвинители. Значи, наместо сериозно да ги сватиме извештаите во Европската комисија, тие секогаш се предмет на спинување, секогаш се предмет на злоупотреба на елитата на СДСМ, со цел да се покаже дека некој е антизападен, а сосем спротивно, ние и сите граѓани во Македонија сме заложници на нивното криминално работење, затоа што, видовте, рекорд имавме на 111-то место по корупција по Transparency International, нешто помалку од половина демократија 48,75 според други анализи, и видовме кога стигнавме на 87-то место како тие тоа го прославија дека сме имале пат на индексот на корупција, а впрочем тоа е историски највисоко ниво каде што се наоѓаме. Еве конкретно ќе направили некогаш у држава некој ревизија. Еве говоравме за клинички центар. 30 години сме држава, не можеме еден клинички центар да направиме. Вие доаѓате од Кочани, на 25-30 километри од вас е Штип, каде што има готова карабина, клинички центар, која што 5-та година зија е така празна. Тој клинички центар е планиран за цела Источна Македонија. Знаеме ли точно колку животи би биле спасени доколку беше функционален? 2019-та, сега се навратам малце. За 2019-та, мислам дека беше од Куманово, имаше една снимка излезе, ги вознемири многу граѓаните во Кочани и во Кочанската болница, каде што седеше Заев, до него седеше, мислам дека беше Венко Филипче, и велеше, имаше една изјава на негова партиска трибина: болница е, клиника е, ќе ја затворим. Венко Филипче потоа најави дека ќе ја затвори болницата во Кочани, истата дека не била рентабилна и истата ќе биде затворена. Таа болница е градена со само придонес на граѓаните кои што живееле во Кочани и во Кочанско. И таму се лечат 120.000 луѓе од целиот исток гравитираат кон таа болница. И тој неколку месеци пред корона кризата најавуваше дека истата ќе биде затворена. За каков континуитет на политики зборуваме? За какво визионерство зборуваме? Истите тие кои најавуваа затворање на државни болници затоа што не биле рентабилни, 6 месеци подоцна, целата нивна кампања за да останат на власт ја базираа на Венко Филипче и на кампањата концентрирана околу Венко Филипче. Што предизвикаа тие? Еве, и вие сами го споменавте. Гледаме дека клиничкиот центар и практично пари кои што беа добиени од Светската банка за изградба на клиничкиот центар и беа стопирани за Македонија. Кога Европската комисија доделуваше пари за поддршка од корона кризата, кога сите држави и земји во окружувањето добија пари, видовме дека Македонија не се најде на таа листа. Затоа што истите овие не аплицирале, затоа што на нив не требаат пари кои што ќе се трошат наменски и некој ќе го следи трошењето. На оваа политичка елита и требаат пари кои што се од еврообврзница, практично тоа се чисти пари кои што вие имате дискреционо право да одлучувате каде ќе се трошат. И да не ги чудат граѓаните кризните состојби. Ниту една кризна состојба, ние која се наоѓаме, енергетска, здравствена кризна состојба, не знам, за бегалците, топлинска, ниту една кризна состојба не се користи за да им се помогне на граѓаните, туку кризните состојби кои што се прогласени се користат само за владата и министрите во владата да имаат дискреционно право да одлучуваат каде ќе се трошат народните пари. Значи, практично се сведува околу трошење и раскрачмување на државниот буџет. И ние не се сомневаме дека оваа влада ќе си оди. Ние воопшто немаме таков сомнеш. Меѓутоа, имаме едно сценарио дека тоа ќе се случи пред да се случат овие огромни задолжувања, и барем малку ќе зачуваме од она што може да биде зачувано, и варијантата Б е дека тие ќе ги земат, ќе ги допотрошат и овие пари и пак ќе одиме на избори.
Варијантата во кој Ковачевски останува на власт до 2024 е неодржлива и неизводлива и нема да се случи. Во Македонија секако ќе имаме предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, затоа бараме јавноста сите активно да се вклучат и да добиеме поддршка, што поскоро да се случи да ја земат и ова 1,5 милиарди, затоа што видовте во Штип стои неизграден клиничкиот центар, а и вие јавноста видовте дека оние кои што се дел од политичката елита, јавно ги објави имињата, кои што биле во разни одбори за спроведување на проектот со Светска банка, тие ги добиваат нивните дневници и ги добиваат паушалите. Она што не го добиваат граѓаните, тоа се парите од Светска банка за да се изгради клиничкиот центар. Она што не го добиваат граѓаните, тоа се поквалитетни здравствени услуги. И она што не го добиваат граѓаните на крајот на денот е можноста да одлучат кој да ја биде премиер. И ако ставите сега на едно купче што се не добиваме, а што добиваме од оваа влада, сметам дека многу е јасно дека единствен излез е презвремените парламентарни избори, затоа што со ова темпо тие кои не довеле во криза, тие кои што не знаат да реализираат еден клинички центар, не знаат да започнат да проектираат и да го реализираат до крај еден капитален проект, не можете да очекувате дека тие истите сега ќе ве изваделе од криза. Едноставно невозможно. Ви благодарам, господин Левков, за денешното гостување и за одвоеното време. Благодарам на поканата. Вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Тонската реализација е на Горан Лазаровски, техничката на Димитар Митровски, главен и одговорен уредник е Љупче Златев. Имајте убав ден.